Добро дојдовте во емисијата Вашиот пратеник. Денеска за политиката, за животот и за симбиозата помеѓу овие две. Ке разговарам со пратеникот Жан Дрвошанов. Добро дојдовте во Собраниското ТВ студио. Благодарам на поканата, ми представува вистинска чест и задоволство да бидам учесник од вашата емисија. Ова не е ваше прво гостување во Собраниското ТВ студио, но денеска ќе ве представиме во поинакво светло. Дипломиран економист, долги години, 30 години работевте во професијата во областа на финансиско-сметководствени работи, а имавте и ваша фирма за консалтинг. Сега ве гледаме во пратеничките клупи. Сега сте пратеник. Што влијаеше на вас да донесете одлука за да влезете во политиката и кога решивте и дали политиката, например, ви интересираше кога бевте средношколец или во студии? Одлуката да бидам дел од политиката и од политичките процеси секако не е донесена преку ноќ. Тоа е еден малку подолг процес на кој влијаја сериозни фактори во мојот живот. Првичните интереси секако ги имав уште во средношколските денови. Потоа бев сведок на една транзиција на два политички системи, каде еднопартискиот систем се замени со повеќе партиски системи. Мојот политички интерес во овој дел беше повеќе насочен кон анализа на тоа колку повеќе партискиот систем е подобар за развој на една држава, така да можам да кажам дека првичните мои интереси за политика беа пред се теоретски, наблюдувачки и аналитички. Меѓутоа потоа со моето образование, со созревањето, со професионалниот ангажман, со формирање на семејство, почна кај мене да се појавува една лична потреба да излезам малку по-широко од рамките на мојата професија и да активно се вклучам во општествените и политичките правеци во државата. И така почнав да размислувам во овој правец. Секако моето искуство од професионалниот план, каде што се занимавам со економија, финанси и сметководство, ми помогна многу да видам како функционира реалниот сектор, како функционираат државните институции, нивната взаемна поврзаност и во многу случаи дојдов до заклучок дека едно законско решение е и како многу важно да биде правилно донесено, да биде во интерес на граѓаните, во интерес на бизнис секторот. И така, гледајќи ги сите тие предизвици со кои се соочуваат нашите граѓани, нашиот бизнис, нашата економија, ми беше како еден дополнителен мотив да бидам, да се активирам од другата страна, да бидам на страната каде што се креираат политиките, се со цел, да можам со моето искуство да дадам придонес да се донесат одлуките за се во интерес на подобрување на животот на граѓаните, подобрување на бизнисот, на економијата, и мислам дека се трудам колку што можам повеќе да го користам моето професионално искуство за да дојдеме до некои добри, позитивни решенија. Како една, можам да кажам, посериозна партиска функција која добив беше во 2020 година, кога станав председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Струмица. Една сериозна и доста важна партиска функција, бидејќи посебно кога ќе знаеме дека се работи да бидеш председател на Општински комитет на партија во општина каде твојот политички конкурент или противник веќе 20 години е на власт во таа општина, и беше сериозен предизвик и мислам дека успеав многу, се ангажирав доста, мојот труд вроди со плод, затоа што после 20 години во мојата општина, мојот општински комитет на ВМРО ДПМН направи сериозна победа и победивме на парламентарни, председателски и локални избори, па така да мислам дека оваа партиска моја функција беше добро реализирана од моја страна. Во 2021 година бев и кандидат за градоначалник на општина Струмица, а во 2024 година на парламентарните избори бев дел од претеничката листа на ВМРО ДПМН во изборна единица број 4 и после победата на парламентарните избори станав дел од парламентарното собрание. Кога влегов во собранието, почувствував една огромна одговорност дека
тука морам да дадам се од себе да се трудам колку што можам да ги подобриме работите, затоа што веќе се наоѓам во една институција, во еден дом, каде што се носат одлуки за решавање на сите проблеми и подобрување на состојбите. Секој пратеник кога доаѓа во собранието со себе носи и одредени вредности. Вие сте роден, гледаме по вашата биографија во Струмица и сите ние носиме некои традиции, културни традиции, вредности и што влијаеше, од кај ги црпите вие тие вредности? Дали тоа беше семејството, дали професијата, образованието и како тие вредности што вие ги носите со себе денес ги пренесувате на идните генерации? Секој човек во својот живот, во текот на својот живот, секако гради свој карактер, создава своји вредности. Точно е, влијаат многу фактори околу тоа како ќе се изгради една личност. Повеќе фактори имат влијание врз формирањето на мојот карактер и создавањето на вредности. Би почнал прво со околината, со мојата општина, со градот Струмица, пораснат сум таму живеам. И како има влијание врз формирањето врз мојот карактер, создавањето на вредности. Струмица е еден развиен бизнис центар, земјоделски центар, културен, спортски центар, па така да сметам дека има доста влијание во формирањето на мојот карактер. Секако тука и мојата фамилија, моите родители, моето домашно воспитување и мислам дека основните вредности кои ги имам и основните карактеристики ги црпам тука од моите родители и домашното воспитување. Тоа е пред се честноста, работливоста и почитта и вниманието кон другите. Моето образование исто така секако дека има придонес. Тоа ми даде професионализам, ми даде аналитичко размислување и практично решавање на проблемите. Подоцна со мојот професионален ангажман, професијата ми создаде личност која е одговорна, дисциплинирана, со интегритет, затоа што во мојата професија нема импровизации. Тука бројките можат да сносат многу тежина и доста големи последици. Мислам дека сите овие принципи кои ги напомнав изградија мојата личност во текот на мојот живот. И сега овие принципи јас се трудам колку што можам повеќе да ги пренесам на моите деца. Имам две ќерки и они се дипломирани економисти, помалата е и магистар на економски науки во Универзитетот Свети Кирил и Методи. И се трудам овие принципи да ги пренесам на нив и мислам дека успевам со лични примери пред се, со многу охрабрување и давање, мотивирање да бидат упорни во остварувањето на нивните амбиции. А она што најмногу го потенцирам кога разговарам со нив е тоа дека нема ништо подобро од честно, посветено, корисно работење и дека за да се дојде до некој успех, да се постигне нешто, да се остварат амбициите, треба многу работа, многу труд и секако еден ден ќе дојдат и резултатите, така да ги учам на тоа дека честната работа секогаш е вредна и има резултати. Колку овие семејни вредности, ваши вредности и колку професијата која работевте 30 години ви помага при вашата денешна работа овде во собранието како пратеник? Апсолутно. Сметам дека сите овие мои вредности кои ги создадов преку мојот живот, карактерот и вредностите животни и секако мојот професионално искуство, сметам дека многу се важни во мојата работа во собранието како пратеник. Јас сум дипломиран економист, завршив економски факултет на Универзитетот Кирил и Методи тука во Скопје. По завршувањето на факултетот отворив собствен бизнис во областа на економијата, финансиите и сметководството. И тука сметам дека се сретнав со многу реални проблеми. Видов како функционира реалниот сектор, стопанството, како се движи економијата кај нас, кои се взаимните врски помеѓу бизнес секторот и државата, како функционира законодавната регулатива, кои се економските политики, даночните политики и тоа многу ми
придонесе за мојата работа во собранието, затоа што направив еден спој помеѓу праксата и теоријата. Тука во дебатите во собранието знаете дека најинтересни се дискусиите околу финансиите, околу буџетот, околу економијата, околу политиките, поддршка на бизнисот, на земјоделието. Токму тие работи се поврзани со мојата професија. Пред се ја искористувам моето практично искуство за работата во собранието, затоа што знаете дека покрај теоријата многу важна е и праксата. Многу важна е праксата. Секој законско решение, па секој член или став мора да биде јасен, прецизен и практичен. А економистот го има тоа во себе, може и да препознае дали ќе има негативни или позитивни, кои ќе бидат последиците од донесување на некоја одлука или на некое законско решение, па да може навремено, благовремено да реагира и да се направат промени за да бидат подобри донесените решенија. Па така и јас, кога се носат некои закони пред се од економијата и од финансиите, секогаш седнувам и правам анализа од аспект на тоа што би добил бизнис секторот од донесениот закон, што би добила државата, дали ќе биде реално применлив овој закон, дали ќе биде административно изводлив, и така да сите тие мои практични знаења и искуства ми дадоа како едно дополнително знаење за да го користам тука во собранието, во парламентот, во донесувањето на законите, и сметам дека тука во собранието ќе го користам мојата пракса, моето искуство, а пак собранието ќе биде еден нов момент каде можам да ги практикувам моите знаења. Членувате во неколку собраниски комисии и делегации. Што најповеќе дебатирате при вашата работа во овие комисии? За што најповеќе се залагате? Така е, членувам во 4 комисии. Комисија за финансирање и буџет, Комисија за економски прашања, труд и енергетски прашања, Комисија за европски прашања, Постојаната анкетна комисија, и сметам дека комисиите како работни тела се многу важни тела, бидејќи тука се дискутира аналитички и подетално околу амандманите, околу законските решенија, се донесуваат амандмани, се прифаќаат, се одбиваат, зависност од тоа какви се. И така во комисиите може да се барат и мислење од стручни лица, од експерти, така да сметам дека комисиите се една многу важна алка во процесот на донесување на закони, бидејќи тука е главната дискусија пред да се пушти законот да оде на пленарна седница. Сметам дека е многу важно, моето заложба во комисиите секако е засновано на тоа, поврзано со мојата професија, најмногу е активна, можам да кажем, една од поактивните комисии, Комисијата за финансирање и буџет. Посебно е активна кога се носи буџетот или кога се прави ребаланс на буџетот. Додека во делегациите, тука е место каде што се презентираат нашите државни интереси за меѓународно ниво. Секако тука се разговара за европски проекти, за регионални проекти, за инвестиции, за меѓународна соработка, и многу е важно дека е сериозна работа за да се представи нашата држава во најдобро светло. Петок е определен како ден кога пратениците се среќаваат со граѓаните и не доаѓате во собранието. Но верувам дека освен петок вие се среќавате со граѓаните и во текот на неделата. Кои се нивните барања кои ги адресираат до вас најчесто? Така е. По правило, петок ли е ден за прием на нашите граѓани, за средба со граѓаните, меѓутоа, како што рековте, ние ги користиме сите слободни периоди од нашето работење, можеме да оствариме средби и преку неделата, не мора да биде петок, а во последно време најчеста пракса е сабота да биде ден за средба со граѓаните, бидејќи многу граѓани во сабота немат работни активности, па така се договараме и во зависност од моето слободно време, кога немам ангажман во собранието, и во зависност од слободното време на нашите сограѓани, се договараме и остваруваме средби. Овие средби се многу важни. Овие средби ни се огледало на тоа со кои проблеми се соочуваат нашите граѓани и еден правец наш во кој треба да се движиме за да им помогнеме. Проблемите кои ги имаат и барањата кои ги имаат се од многу најразличен карактер, пред се економски, финансиски, социјални потреби, решавање на комунални проблеми, инфраструктурни проблеми, решавање на имотно
правни проблеми. Ние се трудиме колку што можеме да им помогнеме. Нивните барања и проблеми ги проследуваме до институциите за да добиеме решение. Секако за некој треба подолг период. Меѓутоа се трудиме колку можеме да им излеземе во пресред на граѓаните, бидејќи на вистина граѓаните имаат потреба од нас. Затоа мислам дека овие средби се многу важни и важни се пред се и во тоа да се одржи тој контакт со нашите граѓани, затоа што тие ни дале доверба и сега треба да идеме тука за нив. Довербата многу лесно се губи, а тешко се добива, а уште потешко се гради и се одржува и затоа важно е да бидеме со нашите граѓани, да ја оправдаме нивната доверба, бидејќи моje мислење и мислам дека е така, дека еден добар политичар или пратеник не е само добар само со неговите зборови, туку треба да биде добар слушател и да делува и да ги решава проблемите. Кога сме кај граѓаните, зашто би сакале да бидете запаметен од нивна страна? Кога би, на крајот на мандатот, кога би сакале да бидете запаметен за една работа, ако може да одредиме една, која би била таа? Па видите, јас во собранието како економист се залагам за да се носат квалитетни закони од областта на економијата и финансиите. Моето практично искуство го користам во собранието, се залагам да се помага на граѓаните, да се подобрат условите за живот. Можам да кажам дека сум горд што сум дел од парламентарното мнозинство кој учествуваше во еден процес, многу активен процес, а тоа е обезбедувањето финансиски средства од владата на Република Македонија, и тоа сериозни финансиски средства за сите општини во Република Македонија за финансирање на капитални локални инфраструктурни проекти. Овие финансиски средства ќе реализираат проекти со кои ќе може да се подобрат условите за живот на нашите граѓани, и така и мојата општина доби финансии, општина Струмица, и тоа ми представува едно големо задоволство што сум дел од овој процес, за да можем да помогнам да се реализираат проекти во мојата општина, проекти кои беа ветувани веќе 2 или 3 децении наназад на секои локални избори, а не беа реализирани. А ќе се трудам, ќе се залагам во собранието сите проекти кои се предвидени за мојата општина да се реализираат. Меѓутоа тука нема да настапам гласно или со популизам, туку ќе се фокусирам на реални, одржливи и практични решенија, и пред се ќе се залагам за поефикасни, поправедни, поквалитетни институции. И доколку после завршувањето на мојот мандат оставам еден систем кој ќе биде почесен, поправеден и подобар за граѓаните, ќе сметам дека мојата заложба и мојата работа не е залудна и дека е оправдана и дека има резултати. А она на кое што би сакал да ме паметат е тоа на мојата честна, искрена работа во интерес на граѓаните, и да се сеќават на оние резултати кои ќе ги оставам, а значително кои ќе влијаат на животот, на подобрување на животот на сите граѓани во Република Македонија. Благодарам што бевте дел од емисијата Вашиот пратеник. Благодарам на можноста.